Вознемирени сте поради промената на однесувањето на вашето дете? Одвоите секунда и кренете го погледот од екран, бидејќи за нив се работи. Можеме да кажеме дека најчесто родителите се јавуваат кај логопед, дефектолог или прв аларм јавуваат кај нивниот педијатар околу година и пол, две, кога имаат нивните деца, односно тоа е најчесто периодот кога родителите јавуваат дека нивното дете добро се развивало, но потоа почува да станува агресивно, како да се повлекува во себе, и тоа е прв момент кога веќе имаме знак дека имаме некој проблем во развојот. Истражувањата ја поврзуваат прекомерната изложеност со зголемени грижи за менталното здравје, при што некои деца покажуваат дури и задоцнат когнитивен раст. Експертите ги повикуваат родителите да ги преиспитаат навиките на екранот пред да биде предоцна. Пред се секој родител треба добро да го познава своето дете и да има авторитет над истото, односно да не поставува неговото дете услови. Многу е важно родителот да му даде точна граница на неговото дете докаде ние сме пријатели, а докаде јас сум ти тебе родител. Прекомерната изложеност на технологија доведува до проблеми во говорно-јазичниот развој, проблеми во социјализацијата, во когнитивните и бихевиоралните однесувања, но истата не е причина за појава на одредени расстройства како што е аутизмот, развојната дисфазија, интелектуалната попреченост и така натаму. Екранизмот представува лоша навика која што предизвикала одредени отстапки во развојот, но најчесто кога децата ги оддалечиме од самата изложеност на технологија и се даде адекватен третмент, за доста брзо време го постигнуваат адекватниот развој. Па, не дозволувајте лошите навики да го нарушуваат развојот и детството на вашите најсакани.